Почитувана председателка, почитувани колеги и колешки пратеници, македонска јавност. Ќе се повикам деловнички на член 60, имено председателка да укажам на тоа што во овој момент се случува во собранието, а ценам дека е значајно за македонската јавност. Имено, додека овдека никако се обидувавте да се присобирате за конечно да почнеме со комисијата за да расправаме по однос на номинацијата за уставни судии, истовремено парламентарното мнозинство не успеа да се собере ни на постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанината. Ценам дека особено е значајно за македонската јавност да знаат дека токму на денешната постојана анкетна комисија за заштита на правата на граѓаните, на човековите права, имаме многу значајни точки кои што сега ќе ги споделам со вас. Имено една од точките е замислете информација за автобуската несреќа која што се случи во Бугарија, но парламентарното мнозинство не најде доблест да разговара за оваа точка и да повикаме на одговорност. Понатака, извештајот на Европскиот суд за човекови права отсуство за интерес кај парламентарното мнозинство. Извештај на Комисијата за заштита и спречување од дискриминација, немаме поддршка и интерес од парламентарното мнозинство, информација за состојбите и активностите во врска со расчистување на предметот поврзан со несреќата и пожарот во модуларната болница во Тетово. Ги нема парламентарното мнозинство, но истовремено се многу заинтересирани да продолжат со комисијата за номинација, односно за расправа по однос на предложените кандидати за уставен суд и во ред. Треба да биде тоа така, да има интерес и за номинацијата на уставните суди, но истовремено треба да има поеднаков интерес и за овие точки. Или со право се поставува прашањето, дали истовремено се закажуваат и намерно се поклопуваат овие комисии, како јавноста би била дефокусирана од она што е следно на дневен ред. Почитувани колеги, денеска следно на дневен ред е замислете да се разговара за предложениот кандидат од страна на штабот на Бихачка, господјата Тања Васич Бузаџиева, во која што македонската јавност и тука во собранието имаат бројни прашања за незината професионална кариера, но никако не добивме одговор. Но затоа со едно вакво закажување и поклопување на седниците се обидува парламентарното мнозинство да ја дефокусира јавност, уште повеќе да се обија да го сокри ова себе во кое што ние никако не можеме да препознаеме, пошто е истакнат правник ова господјата Тања Васич, Васич Бузаџиева, освен по прашањата кои што се уште стојат и јавноста ги очекува, како истата е поврзана со одредени кофирчиња и средства со една фирма која што треба да добиеме одговор од незина страна. Меѓутоа да потсетам дека парламентарното мнозинство беше тоа кое што не сакаше и не дозволи токму кандидатите да дојдат овдека и да се презентираат. Истовремено може да одговорат или пак да ги демантираат прашањата, например како оваа господја е поврзана со фирмата Никоп и одредени коферчиња кои што се споделува и читале доцна во ноќта. Или да разбереме како токму оваа господја е истакнат правник кој што замислете скоро има магистрирана кој професор доктор Рудна Живковска, која што ние денеска треба да ја гласаме. И да го видиме тука мерит системот, каде што имаме од една страна на вистина препознаен професор, борец за човекови права, експерт во областа на правото, истовремено и за уставно право, но од друга страна имаме свеж магистрант кој што доаѓа од јавната администрација. Ценам дека почитувана председателка би требале да сте се искоординирале, како што сте се искоординирале да не се појавите на анкетната комисија за заштита на човековите права и да најдете доблест да дискутирате за
но и да повикате на одговорност и зошто си уште не се разрешени случаите со несреќата во Бугарија, за жал несреќата и пожарот во Титово, а истовремено дозволувате да ја дефокусирате јавноста со тоа што ќе прикриете една ваква скандалозна номинација за член на уставен судија. Ќе се согласите, ова не доликува домот на демократијата, не доликува за никој кој што честопат и сака да се декларира за прогресивна и европска влада, а никако не може да најде доблест да дискутира и за извештајот на Европскиот суд за човекови права. Интересно ќе биде денеска да се следи работата на оваа комисија, од причина што следна на дневен ред доаѓа токму и госпојата Васич Бузаджиева, за која што парламентарното мнозинство се обидува да ја помогне со една ваква закажување на комисија, еден ваков тајминг, и при тоа се обиде да ја помогне со тоа што не дозволи да дојде овдека и да ја презентира својата професионална кариера во делот на јавната администрација. Тоа го говорам исклучиво врз основа на низината кратка биографија, која што ние овдека имаме добиена, дека низиното професионално искуство е во целост посветено на јавната администрација, но никако за човекови права, уставно право или надлежностите на уставниот суд. И овдека веќе доаѓаме до заклучок зошто парламентарното мнозинство никако брза да ја помине кандидат на дневниот ред, додека истовремено имаме таква значајна комисија во собранието, каде што требаше да расправаме за овие значајни точки и уште повеќе да повикаме на одговорност од надлежните институции кои што се менаџирани токму од ова парламентарно мнозинство. Почитувана председателка, ве замолувам да се координирате соодветно и понатака да не дозволите на ваков скандалозен начин да ја подцените работата на анкетната комисија, повторувам, за заштита на човековите права, само заради тоа што на дневен ред треба да поминете скандалозно решение за номинација на уставен судија, кој што во никој случај не може македонската јавност, граѓаните, но и ние како позиција да препознаеме дека е истакна правник кој што ги исполнува условите за да биде дел од уставен суд, освен би можела истата да биде најверојатно дел од администрацијата за поддршка на работата на уставниот суд. Ви благодарам.